Со очи вперени во Унгарија, македонската јавност ги чека следните чекори на пријателот и поддржувачот на бегалецот Груевски, Виктор Орбан. Дали Унгарија ќе спречи екс-премиерот да одговара по законот во неговата земја? И МВР и МНР веќе го потврдија бегството. Првото кафе за добре дојде веќе е испиено и Груевски сега го чека азилот кој вчера самиот го најави преку Фејсбук. Јас сум во Будимпешта сега и побарав политички азил од унгарските власти, напиша Груевски. Дали азилот почесниот претседател на ВМРО ДПМН ќе го добие во забрзана постапка за 2-3 недели или пак за 2 месеци? Според информациите објавени на сајтот на Унгарската служба за имиграција и азил, во Унгарија постапката се отвара кога барањето за азил ќе биде поднесено до институцијата надлежна за бегалци. Доколку некој е принуден да ја напушти неговата земја поради прогон или сериозен ризик по животот, унгарските власти мора да бидат известени за оваа намера веднаш по влезот во Унгарија и да побара меѓународна заштита. Го исполнувал и Груевски овој законски основ со оглед на напишаното на Фејсбук профилот, дека во последните неколку денови примил безброј закани по неговиот живот. Унгарските закони овозможуваат и странските државјани да го поднесат барањето за азил пред да влезат на територијата на Унгарија во така наречената транзитна зона. Такви во Унгарија се две – Томпа и Розге, на граничните премини кон Србија. Редовната процедура за азил се спроведува во рок од 2 месеци, вклучувајќи го и тет-а-тет интервјуто со барателот на азил. Времето потребно за процедуралните чекори не е вклучено во процедуралниот рок, меѓутоа во некој случај власта може да донесе одлука во пократок временски период, односно во така наречената забрзана постапка. Во постапката за азил, органот ќе процени дали забрзаната постапка може да се примени. Доколку е тоа можно, органот ќе донесе одлука во таква забрзана постапка во рок од 15 дена од денот на барањето. Орбан и Груевски негуваат долгогодишна блиска врска. Иако во последните години на владеењето Груевски беше меѓународно изолиран, унгарскиот премиер Виктор Орбан му остана верен и по заминувањето од функцијата. Во септември 2017 година Орбан го посети Груевски во Македонија заедно со поранешниот словенечки премиер Јанес Јанша, кој е исто така осуден за корупција, во време кога пасошот на Груевски веќе му беше конфискуван. Тогаш унгарските медиуми шпекулираа дека Орбан му ветил азил на Груевски. Последниот пријателски гест на Орбан кон Груевски и неговата ВМРО ДПМН се случи за време на референдумот за промена на името оваа година, кога испрати видеопорака која можеше да се интерпретира како повик за отфрлање на договорот со Грција.